Здраво на сите, еве сме во овој, да речеме, јубилеен 20 туторијал и во овој туторијал ќе се надоврзаме исто така на претходните неколку туторијали во кои што работиме на овој, да го наречем, мини програм во кој што имаме опции за додавање на корисници во некоја листа, менување на тие корисници, печатање и така натаму. И во овој туторијал ќе додадеме една нова функционалност, а тоа е можност сите овие корисници што ги додаваме да ги зачуваме во некој надворешен файл и потоа при стартот на програмот тие корисници што некогаш не биле зачувани во тој надворешен файл да бидат додадени во ова листа што ја користиме, во која што ги зачуваме корисниците во нашиот програм и да може, значи, да продолжиме да работиме, значи да ги менуваме, да додаваме корисници и така натаму. Па ајде да се фатиме за работа. Значи, најпрво ќе ни треба една нова функција која што ќе ни го прави зачувувањето на корисникот во тој екстерен файл. Па да ја додадеме таа функција, да речеме тука. Ќе ни биде public void, не враќа ништо, и ќе ја крстиме, да речеме, зачувај. Добро, затворена заграда. Ајде сега да видиме како се зачува текст во некој надворешен файл. Функционалностите за работа со тие фајлови ни се наоѓа во еден друг namespace, а тој е system.io. Значи, и сето тоа се наоѓа во класата файл. Докато пишеме файл и пишеме точка, ќе видиме една функција што се нарекува append all text. Не треба, значи, оваа функција. Append не е текст, него append all text. Не треба баш ова. И кој што гледаме, оваа функција прима два параметри. Првиот е патеката на која што ги не се наоѓа тој файл, а вториот е самата содржина на файл. Па да речеме дека патеката за тој файл ќе не биде уствари иста патека каде што се наоѓа самиот програм, така да не пишуваме патека и само ќе го пишеме името на самиот файл. Да речеме ќе се види корисници.txt. За содржина, сега дадеме празен стринг превремено, ќе направиме една локална променлива. String text е еднакво иницијално, нека има вредност од празен стринг. И да речеме дека контентот на файл ќе биде зачуван во таа променлива. Па да видиме што сакаме да зачуваме во тој файл. Значи ќе ги имаме сите податоци што ни се за самиот корисник. Значи ID-то, името, презимето и година на раѓање. Се сеќавате на ова синтакса плюс еднакво. Тоа не беше исто како да пишеме текст е еднакво на целата содржина што е моментално во текст плюс ID. И значи тоа ни е идентично со тоа. Значи ќе користиме таа скратена верзија. Повторно имаме текст плюс еднакво име, точка запирка, текст плюс еднакво презиме, текст плюс еднакво година на раѓање. Значи сакаме сите овие податоци да не бидат запишени во една линија во тој текст. Доколку го пробаме ова, ајде да пробаме ствари, оваа функција, значи ќе ја повикуваме таму каде што притискаме, мислам, N, каде беше N, за и
N за внесување на нов корисник. Това ни е овде. И имаме нов корисник. Ајде оставим тоа подова, точка, зачувај. И ако ја програмираме програмата, значи направиме нов корисник, крстиме Никола, Горгиев, година е 0 и кој што гледаме во нашата програма ни се додаде нов текстуален файл со името кое што го пишавме овде. Па да го отвориме тоа файл да видим како изгледа и кој што гледате се не е натрупано, нити одделено, ниту ништо. Ајде да додадеме по едно празно место помеѓу секој податок и се да не изгледа вака. А тоа ќе го правиме за да си олесниме работата подоцна кога ќе треба да го вчитаме овој файл и од овие податоци да креираме нов корисник во листата. Ајде сега да го затвориме овој файл, don't save, и да го додадеме тоа што го споменавме премалку. Значи рековме ќе додадеме по едно празно место и на крајта овдека сакаме да имаме ознака дека наредниот податок што доаѓа ќе биде во нов ред. Ајде прем да видиме со празните места. Значи текст плюс еднакво и едно празно место. И тоа е тоа. Тука и на крајта рековме сакаме да имаме нов ред. Може да пишеме вака за нов ред, но може да искористиме нешто друго што се вика environment.newline. Значи ова ни е заменено тоа со тоа што да речеме за некои други оперативни системи коса црта N може би не е ознака за нов ред, туку нешто сосема друго, а вака нашиот код ќе знае што точно треба да искористи. Па ајде да видиме како ова ќе изгледа. Правиме remove, delete, stop, save. Ајде уште еднаш, идеме на за нов корисник, ајде речеме тест, през 1.0 и отвориме файл, кој што гледате помеѓу сите имаме празно место, доколку додадеме уште еден корисник, речеме Никола, през 1.9.1, enter, и кој што гледате имаме два сега, со празен ред, кој што рековме овдека. Значи на крајта од зачувањето додаваме ознака за празен ред, што значи се што иде наредно ќе биде во нов ред. Повторно да затвориме ова, да го избришеме. Delete. Со ова, мислам, функционалноста за зачување сме ја завршиле. Сега одим малку по-комплицираниот дел, односно вчитувањето на овој файл и креирањето на нови корисници од истиот. Како за почеток, ајде овие променливи да двете, број на корисници и корисници, листата само да ги извадиме надвор од main, бидејќи моментално до нив имаме пристап само во main функцијата. А ние за вчитување на корисниците од текст фајлот сакаме да имаме нова функција која што ќе биде надвор од main и ќе ја повикуваме внатре во main функцијата. Static int број на корисници. Мислам дека сме окей. Да видим каде ни завршува main функцијата. Тоа е тука е светкова заграда и овдека рековме дека сакаме да имаме друга функција. Private, бидејќи нема да ја повикуваме од друго место, static, и ќе биде void и ќе ја крстиме вчитај податоци. Параметри нема да примана и ајде да видиме како ќе го вчитаме овој файл. Ќе го вклучиме истиот namespace за работа со фајлови горе, using system.io. Добро. Па да видиме, како што рековме, како се вчитува файл.
файл ни се вчитува со повик на функцијата file.read all lines. Ќе користиме оваа функција. Што гледате, истата прима еден параметар од тип string, што е патеката на самиот файл, и оваа функција ни враќа низа од стрингови, и значи секоја линија што ќе прочита од фајлот ќе биде сместена во таа низа од стрингови. Секоја низа, значи секој ред ќе биде посебен стринг. Read all lines. Добро, и патеката ни беше истата од, ќе копираме од тука. Корисници.txt. Добро. И кој што рековме, оваа функција враќа низа од стрингови. Па ајде да го зачуваме тоа што го враќа оваа функција која што ќе повикаме, рековме низа од стрингови. Стринг, загради за ознаки за дека станува збор за низа или array, и ќе крстиме податоци. Еднакво на се што ќе ни врати оваа функција. Значи, сите, ајде да ја стартувам програмата, да може сега да објаснам. Terminate, креираме два корисника, Никола, Горгиев, N90, и уште еден Владко, тест, N991 да речеме, добро, куза излез. Ќе го ставим тука помењу за полесно за кликање. Кој што рековме, кога ќе повикаме оваа функција, ќе ни се креира нова низа во меморијата од стрингови, и секој ред од овој текст ќе биде посебен стринг. Значи, во оваа низа од стрингови, нултиот или првиот елемент ќе биде сето ова, значи 0 празно место Никола, празно место Горгиев, празно место 190. Вториот елемент ќе биде ова, 1 празно место Владко, празно место тест, празно место 1991. Значи ќе имаме колку редови имаме во овој файл, ќе имаме толку стрингови во ова низа. Значи тие стрингови сега, значи може еден for each да ги извртиме. For each, тап, и ни се само генерираме. For each, рековме вртиме за секој стринг, ќе крстиме линија во оваа низа, ќе ги вртиме сите елементи во низата, уствари секој елемент ни представува една линија од овој файл. И што ќе правиме се? Значи, кој што рековме, еве, првата линија ни е ова. Значи, сега треба некако, кој што реков, сега треба некои овие податоци да ги одделиме во посебни променливи. Значи, затоа ги додадовме овие празни места помеѓу секој елемент, бидејќи C# ни овозможува еден стринг да го разделиме по одреден сепаратор. Во овој случај сепаратор ќе ни биде празното место. Значи, ќе го изврти програмата целиот стринг, што не целиот овој текст, и секогаш кога ќе најде на празно место, ќе ни креира нов стринг за сето после тоа додека не дојде до наредно празно место. Во овој случај, значи, ќе имаме 0, наоѓа празно место, значи нулата ни става во еден стринг, потоа иде Никола, наоѓа празно место, вели, окей, Никола оди во друг стринг, потоа иде Горгиев оди, наоѓа пак празно место, Горгиев ќе оди во друг стринг и доаѓа 1990 и тоа го додава во нареден стринг. Па како тоа може да го направиме? Значи, одиме да земеме линија, што ја вртиме во for each-от, и одиме точка split, и кој што гледаме има тука повеќе конструктори. Значи, ние ќе искористиме овој конструктор и сакаме сепаратор да ни биде, кој што рековме, празно место. Кој што гледаме, оваа функција ни враќа исто така низа од стрингови,
Па ајде да го зачуваме се за тоа. Ќе креираме пак локална променлива, што ни е низа од стрингови. Да крстиме корисник, да речеме, е еднакво на значи низата корисник е еднаква се што ќе врати ова функција. Значи таа ќе ни раздели секоја линија во 1, 2, 3, 4 во 4 стрингови. Значи со повик на оваа функција ќе добиеме 4 нови стрингови кои ќе ни бидат зачувани во оваа низа од стрингови корисници. Ќе имаме 1, 2, 3, 4 стрингови. Првиот ќе ни биде ID-то, вториот името, третиот презимето и четвртиот ќе ни биде годината на раѓање. Океј, значи сега ги имаме сите овие податоци како стрингови. И сега на истиот начин како што овдека креиравме нов корисник, на истиот начин може тоа да го направиме повторно тука долу. Пак и имаме. Ке креираме локална променлива или привремена променлива за зачувување на ID-то на постоечкиот корисник во текстуалниот файл. Привремено ќе им даваме вредност -1, потоа ќе одиме int.tryparse и ќе пробаме да го парсираме првиот елемент од оваа низа, значи овој елемент од стринг во integer. Значи имаме корисник, ако ми загради 0, значи индексирањето одеше од 0, нулти елемент, први, втори, трети елемент. Пробај да го парсираш нултиот елемент од разделената линија, од оваа линија, што е вртим уствари од овој файл, значи од првата линија, разделената линија која ни е разделена на 4 стрингови, ставени во низа. Значи нултиот елемент од оваа низа, ајде да го ставим како ова изгледа за првиот ред, чисто да не се збунуваме. Добро, нултиот елемент, значи нулата. Пробај да го парсираш тој текст во оваа променлива долна црта ID. Идеме понатаму, ќе креираме уште една променлива за име. Име е еднакво корисник, тоа не е стринг, нема потреба да парсирам ништо. Елементот од индекс 1, значи вториот елемент од дека тоа е ова 0, 1. Пак, уште еднаш за презиме. Стринг долна црта презиме е еднакво корисник, ако ми загради двојка, точка запирка, и за годината, тука заборавивме едно од допишеме, сори, и за годината има повторно треба да парсираме, бидејќи кога го повикуваме конструкторот за креирање на корисник, тоа очекува година на раѓање да биде integer и затоа треба и ово да го парсираме. Имаме int, долна црта год раѓање е еднакво иницијално кој е 0, int.tryparse. Рековме стрингот, корисник, тоа е последниот податок под индекс 3, да го парсираме во оваа променлива долна црта година на год раѓање. Добро. И сега ги имаме сите потребни податоци за исто како тука да може да креираме нов корисник. Па, ајде да го направиме тоа, значи да креираме нов корисник и да го додадеме во оваа листа со корисници која што ја извадивме овде надвор, значи сега има пристап и во оваа функција читај податоци. Рековме корисници, добро, точка add, и вели, оваа функција прима параметар корисник. Место, значи сега можам да креирам овде надвор нов корисник ASD е еднакво на new и корисник и ова да го испишем овде, но ајде да го прескокнеме овој дел и директно ова да го ставиме внатре во додавањето на елемент во листата. New корисник отворена заграда и вели ID. Имаме ID. Добра, запирка. Вели име, имаме име. Запирка, долна црта презиме и долна црта год раѓање. Фали една заграда, ако не се лажам. И мислам дека тоа е тоа, да и за да ни се поклопат
ID-њата за после считувањето на корисниците од файл, за се да продолжи да функционира како што треба. Значи, рековме секој пат кога ќе додадеме нов корисник, ќе го зголемиме и овој бројач, за, како што реков, откога ќе ги вчитаме овие корисници од овој текстуален файл, кога ќе притиснеме К, оваа бројка да си ги врачуна и овие корисници што ги има креирано од оваа листа. Мислам дека ме сваќате за што ви зборувам. И да речеме дека оваа функција ќе ја повикаме овде. Мислам дека таму е правилното место. И ни треба само уште една проверка, доколку не постои оваа функција да се изврши само доколку овој файл постои. Значи, проверка дали файл постои, го проверуваме со оваа функција file.exist, и што гледате прима патека. Патеката е ова. Значи, името на файлот. Доколку овој файл постои, сето ова овде ќе биде извршено. Добро. Може да пишеме и else порака, доколку не постои, да речеме, меѓутоа не, сепак не. Да не претрупуваме премногу податоци во конзолата, бидејќи више тешко да се гледа кога нешто ви покажува. Значи, како е, доколку файлот не постои, ништо нема се изврши од функцијата и тоа е тоа. Save. Повикавме да го избришеме овој файл сега, remove. Делете, окей, и да стартуваме програмата, видиме дали сето ова ни функционира или нешто имаме погрешено. Ајде да пробаме П. Печати, листа со корисници е празна. Окей, нема ништо. Ајде да креираме нов корисник. На Никола Горгиев, 1990 година раѓање. Оп, ни се креираше нов текстуален файл. Гледате, индекс 0, име, презиме, Горгиев. Презиме реков и година на раѓање е 90. Ајде да излезам на програмата. Quit. Enter. Да стартувам повторно. Run. Ајде да пробам П, запечати. Оп. И кој што гледате ни се вчита корисникот кој претходно го внесовме. Ајде да дадем уште еден нов. Владко Шарповски. 1992 година раѓање. Окей. Ајде уште еден. Не знам. Петар Јавовски. 1994. Добро. Кул за излез. Значи треба да го фокусираме програмот за да ни се ажурира файл. Добро, ще гледаме 012. Па запечати и 012 ще гледаме се ни функционира како што треба. И дечки мислам дека и овој туторијал се различи малку повеќе од што очекував и тука ќе прекинеме. Ќе видиме во наредниот за што ќе зборуваме. Најверојатно ќе додадем уште некоја функционалност во ова мала програма, а потоа може да продолжиме со нешто ново. До тогаш, поздрав!